Со уличниот фестивал Баскерфест вечерва започнува манифестацијата Радовишко културно лето 2017 и ќе се одржува на плоштадот Спасо Радовишки во центарот на градот. Останатите манифестации кои се дел од Радовишкото лето ќе се одржуваат на отворено, вели Дарко Коцев, директор на Дом за култура Ацо Караманов од Радовиш. Секоја година традиционално на граѓаните на општина Радовиш можеме да ја понудиме и ова година дека ќе има Радовишко културно лето. На задоволство е наше на Центарот за култура и општина Радовиш. Останатите манифестации ќе се одржат на отворено, дел од нив ќе бидат традиционално на плоштадот Свети Спасо, дел ќе бидат на етнолошкиот музеј во склоп на Центарот за култура Ацо Караманов. Според Игор Чапов, организатор на Радовишко културно лето, и оваа година на жителите на оваа општина ќе им бидат понудени различни содржини. Тој вели дека програмата опфаќа настани и случувања до месец август. Почнуваме вечерва со традиционалниот уличен фестивал Баскерфест. Продолжуваме, програмата ќе биде исполнета во текот на јули и август. Следува традиционалниот годишен концерт кој го одржа балетското студио Газели, тој ќе биде на 23 јуни во петок. Потоа следниот викенд ќе следува концерт на етнолошката збирка, тоест на летната тераса, тоа е во текот на јуни. Јули го започнуваме со настап на фолклорниот ансамбл Подарешани со гости од Република Бугарија, кој ќе биде на плоштадот Свети Спасо Радовишки. Како дел од оваа манифестација ќе биде и промоција на книга, како и Јуличкиот фестивал и проектот Калабалак, но и уште многу други. Традиционално, како што вели Чапов, Радовишкото лето ќе биде затворено со манифестацијата Спасо Радовишки. Општина Радовиш е покровител на оваа манифестација која се одржува веќе неколку години поред.